Добро утро, почитувани гледачи. Ова е новото 24 од срце, со кое започнуваме оваа нова работна седмица. Се надевам дека ќе биде убава и продуктивна за сите нас. Ние ќе зборуваме на една тема за која секако дека има потреба што почесто да се зборува, заради тоа што представува се почеста појава, а верувам дека не доволно јавноста е запознаена со истата. Наша денешна тема е дислексија како состојба, а не болест, со која ќе зборувам заедно со мој денешен гостин, Дамјан Николовски. Добре дојдовте во студиото на 24. Добре, Претпоставам дека на самиот почеток е најдобро да кажеме неколку зборови повеќе за дислексијата, секако како вовед во нашиот денешен разговор. Ја мислам да дефинираме прво што представува дислексијата. Дислексијата представува состојба која што се манифестира на некој начин со потешкоти во читањето и пишувањето. Или ајде да земеме генерално во учењето, на еден најопшт начин кажано, за да може сите да го разберат. Значи, најмногу се приметува кај учениците во основно училиште, а сите најголем дел од оние ученици кои што имаат потешкоти со читањето, пишувањето, најверојатно дека се работи за дислексија. Вие сте претседател на Сдруженијето Ајнштајн, кое што постои токму за да подига свеста на ова прашање, се бави со оваа проблематика. Па од каде дојде до идејата, односно потребата која што вие сте почувствувале за да се формира ваков тип на здружение? Здруженијето се формираше од една причина, поради тоа што во Македонија недостасува информација за дислексијата, односно воопшто ги немаше. Кога се соочивме со брат ми, кој што има дислексија, че се поминаа сите можни институции во Македонија, сите рекоа супер е детето, само во школа вика дека има проблеми со читањето и со пишувањето. Никој не знаеше ништо да каже, среќа го имам интернетот, па на Google најдовме дека има некоја состојба која што се вика дислексија, која што во светот сега да се работи веќе 80 години, а кај нас апсолутно ништо не се знае за тоа. Го видовме и процентот на лица кои што имаат дислексија кој што е многу голем, па затоа се решивме да се формира едно такво здружение за да може сите да ги решаваме тие кои што се соочуваме со тие проблеми, да ги решаваме на заеднички начин. Кои се првите моменти кога може едно дете да биде забележано дека се соочува со ваков проблем? Значи, дали тука е родителот прв кој што може да го забележи тоа, или сепак станува збор за некоја училишна возраст, кога доаѓа таков тип на обврски? Тука често се дискутира на таа тема кој прв треба да забележи дислексијата. Тоа може да биде родителот, а може да биде наставникот. Дислексијата може да се забележи во предучилишната возраст, меѓутоа сепак според моето размислување тоа е многу рано. Така што мислам дека веќе во второ и трето одделение можеме да на некој начин да бидеме сигурни дека се работи за дислексијата и е возраст на која што треба да се забележи истата. Јас првенствено сметам дека наставникот е тој што треба да препознае дислексијата, заради тоа што најмногу се манифестира во училиштето. Дома можеби родителот не работи настрана од училиште со детето, затоа што смета дека училиштето треба да ја заврши таа работа. Затоа сепак сметам дека тоа треба да е наставникот кој што веднаш треба да го информира родителот дека се работи за оваа состојба. Како наставникот ќе забележи, значи конкретно преку примери и ситуации? Претпоставам дека имате искуство и со родители и деца. Така, да. Како што кажав, најопшто за дислексијата таа потешкотија во читање. Често децата испуштаат букви при читање, или исто така многу често нагаѓаат зборови. Сега имаме и потешка форма на дислексија каде што во трето одделение детето и воопшто не знае да чита, него само импровизира нешто. При пишување исто така може да се забележат испуштање на букви, споени зборови, искривување на редот, неможноста при читање да се снајде во текстот, се чита, се губи редот, па се навраќа еднаш, два пати, три пати, исто така неразбирање на прочитаното. Обично кај лицата со дислексија, кога ќе ја добијат информацијата аудитивно, веднаш ја памтат. Меѓутоа, кога треба да ја читаат, тука настанува вистински проблем, бидејќи е многу тешко истата да се разбере.
сметате дека е тешко за еден наставник да речеме да направи разлика помеѓу едно дете кое што навистина има проблем од ваков тип, можеби и не е во сите ситуации толку голем проблем, затоа малку подоцна ќе говориме, или станува збор само за некој дете кое можеби е помрзливо, едноставно не сака, не е заинтересирано. Кои се, да речам, разликите? Вака, разликите се наставникот може да се надевам јас дека може да примети разликата меѓу децата кои што имаат дислексија и кои што немаат, меѓутоа не во сите ситуации. Затоа што децата со дислексија си градат својот брамбени стратегии како да ги прикријат, да речам, нивните недостатоци, па така наставникот често знае да ги класифицира како мрзливи, ти си многу интелигентен, ама си страшно мрзлив. Многу често се случува тие деца да се квалификувани како глупави, заради непознавањето на наставниците на темата дислексија. Што велат информациите и искуството кое вие го имате? Дали наставниците знаат како да се постават према овие деца? Што вели праксата? Способни ли се на вистински начин да му придат на тоа дете и да му помогнат едноставно, за да не се чувствува, како да речам, поинакво од другите, за да може да ги извршува сите своји обврски најлесно? Така. Кај нас во нашата држава главен проблем е тоа што наставниците во текот на нивното образование не ја изучуваат дислексијата, па со самото тоа и не се информирани за состојбата дислексија. Кога почна да функционира здружението, голем дел од наставниците се информираа за оваа состојба. Морам да признам дека имаме одлична соработка од најголем дел од наставниците, кои што покажуваат интерес и сакаат да изнајдат начин како да им помогнат на овие дечиња. Меѓутоа има и секако наставници кои што воопшто не ги интересира, дојдени се да си ја завршат работата сега допрва да учат како да се справуваат со тие деца, како да им помогнат, па не им доаѓа многу на памет тоа. На интернет може да се најдат и некои клипови или пократки филмови каде што можеме да забележиме онака поубаво прикажано како изгледа кога едно дете не го добива правилниот третман. Кажете ни до каква емоционална состојба може да доведе доколку детето нема правилната комуникација и со родителот и со наставникот. Во смисла не го разбираат, можеби не го знаат проблемот и сметат дека има друг тип на проблем. Кај децата, ова е многу чест случај, значи не само наставниците, туку и родителите да не разбираат со што се соочува детето, а едноставно детето да има дислексија, меѓутоа ради неинформираноста, многу често и родителите не сакаат да си го признаат тоа, па детето се соочува со многу големи фрустрации понатаму и во текот на неговиот развој понатаму во животот, кои што ќе се манифестираат најразлично, зависи од секоја индивидуа, бидејќи секој лице со дислексија е различно, нема две исти лица кои што имаат дислексија, па така што зависи кај секој различно ќе се одрази. Некој можеби ќе изгради од брамбени стратегии да може да најнормално да функционира со тие фрустрации, меѓутоа има лица кои што ќе се повлечат тотално во себе, не разговараат со другите. Понатаму, заради нивните фрустрации сметаат дека се глупави, не го продолжуваат нивното образование, слично. Јас и на самиот почеток споменав, а и вие тоа го кажувате и изјавувате, дека дислексијата е состојба, го потенцирате, ова состојба не е болест, меѓутоа во одредена мера може да представува и мок или дарба. Во која смисла го кажувате? Кога би ги земале сите оние светски познати личности кои што имале дислексија, како Стив Џобс, Бил Гейтс, Хенри Форд, Винстон Черчил, Ајнштајн, како што се вика нашето здружение, многу познати глумци, пеачи, научници, значи сите тие имале дислексија, така што мислам дека е доволен доказ за тоа дека дислексијата представува на некој начин дарба. Тоа сакаме да го потенцираме за да не се обесхрабруваат луѓето дека е нешто страшно, бидејќи дислексијата навистина не е ништо страшно. Дали во овој контекст дислексијата кај еден возрастен човек и не представува, да речеме, некој голем проблем, значи како возрастните се носат со оваа состојба во смисла и на работата, нели, нови одговорности, дали можеби некогаш представува пречка за работење на одредена работа, конкретна професија? Според мене,
Не, меѓутоа сето тоа зависи од како се одвивал животот порано. Значи, ако детето имало слаби оценки во основно училиште, затоа што не се знаело дека има дислексија, е класифицирано како глупаво, не може да се запише во добро средно, па и потоа не може да се запише на добар факултет, па останува тоа дека таа личност можеби нема ни да биде високо образована, иако има огромни потенцијали за тоа. Конкретно, јас како човек кој што има дислексија, мене не ми представува проблем. Ми представува проблем, да речеме, кога јас нешто пишувам, прво никој не може да го разбере, има премногу граматички грешки кои што јас самиот и не ги приметувам. Значи, јас ќе се потрудам да си го проверам текстот, меѓутоа џабе јас грешките не ги гледам, па секогаш се тука колегите да ми помогнат и да ми ги преправат грешките кои што ги правам. Дали ова значи дека треба да има некој поинаков однос према нашите, кога се помали децата, другарчиња, понатаму пријатели, колеги, кои што се соочуваат со дислексијата? Дали имаме, да речеме, поинаква комуникација со нив? Па, не знам, јас конкретно за мене не сум осетил дека треба да имат луѓето посебна комуникација со мене, меѓутоа битно е кога децата се мали, значи збориме школска возраст, да треба да е различен односот спрема нив. Значи тие деца не се глупави. И не треба да се нарекува дека се глупави, бидејќи тоа создава огромни фрустрации кај нив, а знаеме какви се децата во денешно време, знаат да бидат и многу сурови, па така да им се случуваат многу големи проблеми на тие деца. Со социјалните врски не може да се вклопат со другарите, затоа што на некој начин ни размислуваат многу поразвиено од децата на нивната возраст. Работите кои што ги прават тие деца за нив се малце смешни, не им се интересни, па тука нели одма од побивање од страна на другите деца, ваков си, таков си, на тоа би требало да работат и наставниците и родителите за да нема таков однос према децата. Да, и во смисла да не се чувствува дека се кој знае колку поинакви, особено не во негативна смисла, дека се поинакви од останатите деца. Да, голема улога на наставниците и родителите. Во понатамошниот дел од нашиот разговор ќе зборуваме малку повеќе за работата на Ајнштајн, како едно здружение кое напоменавме веќе работи за подигање на свеста кога е во прашање дислексијата, но претходно ќе направиме мала пауза. Почитувани гледачи, вие знаете дека во вториот дел од емисијата и самите може да се вклучите, да поставите прашање што ве интересира поврзано со нашата тема. Се враќаме за кратко. Цел 1 е идеално решение за масна кожа, акне и мозолчиња, 100% од Швајцарија. Цел 1 формулата со екстракт од гел од полжав одстранува брчки, акни, лузни, стрии по породување и старечки пеги. Ги обновува клетките и го враќа чувството на мазна и затегната кожа. Природната состојка алантоин, со која се регенерира кукичката на полжавот, го обновува и подмладува изгледот. Дозволете си себе си совршен изглед. Цел 1 од сега во бити аптеките и сите други аптеки и веледрогерии. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се враќаме назад во студиото со мојот денешен соговорник Дамјан Николовски, председател на Здруженијето за дислексија Ајнштајн. Тоа е и нашата тема, телефонските линии се отворени за вас и секако дека ги очекувам вашите повици. Да позборуваме за ова здружение, најнапред да кажеме колку време постои. Здруженијето е формирано при крајот на 2013 година, каде што се до 2015, почетокот на 2015 се спроведуваше наречен Facebook кампања каде што се информираше населението за дислексијата, која што беше многу успешна. Од почетокот на 2015 јас со моите колеги почнавме активно да работиме во здруженијето.
на поголеми проекти. Кој се членува во здруженијето? Во здруженијето може да членува кој сака. Значи секој кој што е заинтересиран може да членува во здруженијето. Нашето членство нагло се зголеми последниот период, така што до сега брои околу 500 членови. Тоа се најчесто наставници и родители на деца кои што имаат дислексија. Ја спомнавте Facebook кампањата, кои се поголемите проекти, настани кои што сте ги организирале во изминатиот период? Започнавме со организирање на едукативно-информативни семинари, каде што сите заинтересирани граѓани ги информираме за тоа што е дислексијата, кои се симптомите, формите на дислексијата, методите со кои што може да се работи со лицата кои што имаат дислексија. Првиот семинар го организиравме во мај 2015, па стигнавме сега оваа година беше и последниот 6-ти таков семинар. Беше замислено да бидат низа од семинари, кој што ќе иде еден информативен, па потоа некој практичен дел, меѓутоа се уште голем интересот за оние информативни семинари, затоа и ги продолживме. Се надевам дека наскоро ќе стивне тој интерес, па ќе можеме да одиме и со оние втората низа на семинари. Друго, спроведуваме најразлични кампањи за подигнување на јавната свест за дислексијата. Тука малку ќе ве прекинам за да го вклучиме гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во програма сте. Да, благодарам. Би сакала на гостино да поставам едно прашање. Здруженијето што го имаат за дислексија, дали постои можност да се донесе детето таму за да се направи диагностика дали детето навистина има дислексија? Благодарам за јавувањето. Да, тоа не го напоменав. Ние како услуга на здруженијето нудиме бесплатни консултации за децата кои што имаат дислексија. Значи посекако може да се дојде во нашето здружение, меѓутоа морам да напоменам дека ние како здружение не можеме да издадеме официјална белешка или прво нема да наречам диагноза за дислексија. Може да се дојде да се направат консултации, да им кажеме на родителите кои се сите можности кои што во Македонија постојат како да се помогне на овие деца, така што ги охрабрувам сите да се јават во нашето здружение, сите кои што се заинтересирани и да дојдат на консултации. Значи ова е на некој начин прв чекор, може да биде прв чекор, кон тоа како понатаму тие би се справувале со проблемот, значи ваша сугестија, ваше мислење и секако упатство како понатаму да се однесуваат. Застанавме кај кампањите за кои што говоревте? Да, кампањите, ја започнавме кампањата, прво беше кампањата Јас имам дислексија, ништо страшно, која што се покажа како доста успешна, многу позитивна. Потоа започна кампањата Јас знам што е дислексија, која што и се уште трае, во која што се вклучени голем дел од познатите личности во Македонија, со кои што снимаме видеа и они презентираат некоја од светски познатите личности кои што има дислексија со цел повеќе да се допре до граѓаните. Повторно имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до Дамјан. Благодариме, поздрав и до вас. Сакам едно прашање да му поставам. Ја редовно го следам на Facebook. Ја следам ова програма. И ќе го замолам да ми одговори каде можам во Прилеп и каде да се обратам во врска со моето дете. Ви благодарам за јавувањето. Ете уште еден од многуте проблеми со кои што се соочуваме во однос на дислексијата. За жал во Македонија имаме две стручни или односно обучени лица за дислексија кои што и двете се во Скопје. Ние како здружение имаме во план да оформиме подрачни центри на здружението, меѓутоа многу е рано да зборувам за тоа, така што за жал за сега се останува во Скопје. Споменавте дека само две се овие обучени лица. Дали тоа значи дека се трудите можеби и од странство да донесете експерти и лица кои што можеби би помогнале и дообучиле што повеќе луѓе кои би биле подготвени да помогнат кога е во прашање дислексија?
Јас се надевам дека еден ден ќе успееме и тоа да го направиме, дека ќе има толков интерес кај нас да се донесе некој странски експерт кој што ќе може да обучи лица за да работат со деца кои што имаат дислексија. Не сакам да ги занемарам тука, значи зборувам две стручни лица кои што се обучени по одредени методи за дислексија. Меѓутоа кај нас тука си логопедите и дефектолозите кои што често и знаат да помогнат во однос на децата кои што имаат дислексија. Така, повторно ќе се навратиме на кампањата заради тоа што сакав да ви го поставам прашањето дали во Македонија имаме јавни личности кои што се соочуваат со оваа состојба и зборуваат за истата, односно кажуваат како се снаоѓаат, како се справуваат. Имаме да, меѓутоа ние сме далеко од она светско ниво каде што сите кои што имаат дислексија јавно зборуваат за тоа и се горди на тоа. Кај нас имаме актерката Катина Иванова, која што се соочува со дислексија и отворено зборува за нејзината дислексија. Го имам музичарот од Бета Хаус Бодин Попов, кој што исто така отворено зборува за својата дислексија, па јас се надевам дека се повеќе познати личности ќе се охрабрат да зборуваат за оваа состојба. Сметате дека со тоа навистина допринесуваат за подигнување на свеста и за поголема слобода дека и сите останати да зборуваат за овој проблем? Дефинитивно, затоа што има некоја стигма кај нас дека дислексијата е некоја болест, дека не знам како изгледаат лицата кои што имаат дислексија. Ете, они се доказ дека дислексијата не е ништо страшно, значи, и треба да се, и се надевам дека ги охрабруваат луѓето кои што имаат дислексија. Токму таквото јавно зборување за соочувањето со дислексијата и така натаму, мислам дека ги охрабрува луѓето. Кога се во прашање овие семинари, обуки, информации кои ги давате, дали може би сметате дека повеќе треба да бидат вклучени во самиот образовен процес, каде што процентите говорат дека голем број на средношколци, иако се можеме да кажеме веќе повозрастни, сепак се несвесни дека имаат дислексија, па сметате ли дека може би училиштата треба да се вклучат, дали може би таму да се одржуваат вакви како да кажам, информативни настани и да може нив да им се отворат буквално очите и да бидат свесни. Да, дефинитивно. Значи, целта е наставниците да бидат информирани, меѓутоа ние како здружение немаме ресурси за да можеме да го обезбедиме тоа за сите наставници. Дали тоа ќе биде државата или ќе биде некој, ние стоиме на располагање во било кое време, да спроведеме нешто такво во училиштето, така што јас се надевам дека еден ден ќе се подигне доволно свеста за дислексијата за да се овозможи секој наставник да се стекне со дополнителна едукација за оваа појава. Да позборуваме малку и за она што следно го организирате, повторна станова за семинар, така? Под наслов Дислексија, пристап, форми и методи. Да. Кога ќе се случува? На 9 април во Битола, значи тоа е истиот семинар кој што се случуваше 6 пати во Скопје, сега го организираме во Битола во соработка со Центарот за ран детски развој Бомбончиња од Битола. Не сите имаат можност да дојдат до Скопје за еден семинар кој што во Скопје траеше некаде 7 часа, сепак тоа е цел ден од земање. Затоа се решивме во Битола, како еден од првите градови надвор од Скопје да го организираме овој семинар. Понатаму ќе се одржуваат и во другите поголеми градови. Ова може да се однесува на господјата која пред малку се јави од Прилеп, че секако дека може да го посети тоа и поблиску, така што може да биде дел од овој настан. Како конкретно изгледаат семинарите? Значи, кој зборува, кој ги дава информациите, кој ги води самите семинари, кој говори, дали има интеракција, тие кои што се присутни се вклучуваат со свои прашања, можеби? Така, имаме после секој предавач имаме отворени прашања, меѓутоа се уште луѓето се збунети, не се доволно информирани, па не треба да не сгрешат нешто ако прашаат и така натаму. Меѓутоа да, интерактивни се колку што дозволува времето. Имаме професорката Александра Каровска, таа е од Институтот за дефектологија, го предава предметот дислексија, она зборува на семинарот. Професорката Орхидеја Шурбановска од Институтот за психологија предава, Славица Тасевска Николовска, која што е стручно лице за дислексија. Она предава и имаме споделување на лични искуства за како при справување со дислексијата.
Ајде за сите оние родители кои што можеби стравуваат, се плашат, се чувствуваат неудобно да дојдат и да проверат состојбата своја. Вие напоменавте дека често пати и самите стануваат свесни дека можеби имаат дислексија, да ги охрабриме како изгледа кога ќе дојдат во вашето здружение, како изгледат тие консултации, проверки. Нас здруженијето, морам да признам, самиот простор не е многу пријатно направен, така што секој кој што доаѓа се чувствува како дома и никој не сака да си оди. Така што нема ништо страшно, тоа е обичен разговор, низ кој што се дознава дали се работи за дислексија или не, така што нема апсолутно ништо страшно во тоа. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум Катина Павловска, работам како психолог во Заводот за ментално здравје за деца и млади во Скопје. И многу се радувам што имате емисија како ова денеска во врска со дислексијата. И сакав да забележам, бидејќи го слушна вашиот гостин, дека во Македонија практично и нема луѓе кои што се бават со ова проблематика, дека има само двајца. Ме слушате? Да, ве слушаме, да. Не гледам дека сум вклучена во емисијата, дали е тоа оди во живо? Да, оди во живо и ве слушаме, продолжете да зборувате. Океј, го исклучив гласот. Зборот ми е дека во Завод за ментално здравје има еден тим со долгогодишно искуство, кој се бави со расстройствата во развојниот период, кој што се однесува на расстройство на училишните вештини, каде што спаѓа и дислексијата, и дисграфијата, и сите други расстройства во услови кога имаме уреден интелектуален развој со уредни интелектуални способности. Доколку тоа дете не е препознаено на време, може да се соочи со проблеми емоционални заради неприфаќање, отврвување, несоодветно казнување понекогаш, му се припишува на детето дека го мрзи да учи, дека не сака, дека одбива. И поради тоа ние пред неколку години како завод во соработка со УНИЦЕФ направивме обуки низ повеќе училишта во Македонија на училишниот кадар, за да можат наставниците да препознаат кај детето дека се работи токму за такво нешто, да можат соодветно да реагират и да го упатат на соодветно место. Така. Значи, јас работам евентуално на емоционалните проблеми поврзани со овој проблем и со самите деца и нивните родители, додека нашите дефектолози добро знам дека работат на ова проблематика и дека работат третмани со деца кои што имат такви проблеми. Ви благодарам за јавувањето, за вклучувањето и за дадените информации. Ние претходно зборувавме да се надоврзам на гледачката. За сите оние кои што се вклучени во вашата работа, претпоставам дека на тоа и мислевте и ви давам збора да го кажете своето мислење. Токму затоа јас ги напоменав оние две стручни лица кои што се во Македонија, кои што напоменав дека се обучени по одредени методи, меѓутоа не ги изоставив и логопедите и дефектолозите кои што исто така се вклучени во целиот тој процес. Меѓутоа, ние како здружение ја застапуваме страната на граѓаните, нели? Најголем дел од луѓето кои што родителите кои што дошле во нашето здружение се незадоволни од третманот кој што го добиле таму или немало никаков ефект при работата со дефектолог или логопед. Не во сите случаи, значи морам да напоменам, не во сите случаи, меѓутоа во поприлично голем дел од случаите се случувало тоа да родителите воопшто не се задоволни. Јас ги охрабрувам во Заводот за ментално здравје, јас се надам дека ќе имаме ние и одлична соработка со нив, да оствариме онаа наша цел која што е поставена како здружение. Во Македонија треба да има уште поголем број на стручни лица за дислексија, бидејќи тие две лица кои што се обучени по тие методи и тимот кој што работи во Заводот за ментално здравје сепак не е доволен за територијата на цела
Република Сепак Македонија. процентите се поголеми, потребите се Токму така. поголеми. Тоа е и вашата работа, да ја зголемувате свеста и да зборувате за проблемот, баш како што рековте, на граѓаните, значи за нивната страна и тоа што тие го чувствуваат дека е добро или не во поврзано со нивниот проблем. Тука некаде при крајот на нашиот разговор, уште еднаш за сите наши гледачи, за сите што следат емисијата, кажете ни каде може да ве најдат, каде се наоѓа вашето здружение, можеби нели на интернет, Facebook, како може да дојдат до вас? Нашето здружение се наоѓа кај последна 24-ка во Кисела вода, едноставно на интернет да се напише здружение за дислексија, веднаш ќе излезе нашето здружение, таму се сите потребни информации, телефонски броеви, на располагање сме цело време, така што во било кое време може да ги охрабруваме да дојдат и да ви се обратат секако доколку имаат потреба. Јас навистина ви се заблагодарувам што денес дојдовте во 24 од се срце. Се надевам дека во следна прилика за следни ваши проекти, настани, семинари повторно ќе се видиме и ќе зборуваме за оваа тема. Почитувани, вам секако дека ви се заблагодарувам за вниманието со кое не следевте. Јас уште еднаш ќе ви посакам една убава работна седмица. Бидете повторно и утре заедно со 24 од се срце, а до тогаш секако со програмата на телевизија 24 вести. Од мене довидување.